Врз основа на прислушкувани телефонски разговори во 2016 година падна власт. Тогаш опозицијските бомби ја зовреа политичката криза, а дел од обвинетите се уште издржуваат затворски казни. Сега власта не најде за сходно да реагира за скандалозниот чин во собранието и недоличното однесување на спикерот Талат Џафери, кој исто така во парламентот се смести по принципот на прислушкувани разговори. Неговите пцовки и навреди не се доволни премиерот Ковачевски барем декларативно да застане на страната на пратениците или вработените кои беа навредувани од нивниот шеф. Премиерот и денеска повтори, на снимката не се знаело кој со кого зборува, иако е повеќе од јасно дека гласот е токму на Талат Џафери. На таа снимка не се гледа кој со кого зборува и од таа причина не можам да ја коментирам и коментар треба да се побара во Собранието на Република Северна Македонија, бидејќи Собранието е посебна власт, тоа е законодавна власт, во која што согласно со деловник се уредени односите во Собранието. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски остро реагира. Вели срам му било што го познавал Талат Џафери. А уште поскандалозно е молчењето од високите политички инстанци, бидејќи сето ова помина, речи си тивко и незабележано. Се срамам и што ете така животот ме натерал да го запознам тој човек и наистина не можам да го сватам што е тоа толку што го држи Ковачевски при уши глув, при очи слеп, да мора јавно да го премолчува, што е тоа што го има заробено, а да го трпи овој срам и понижување и он лично, но и граѓаните. Скандалот доаѓа во време кога опозицијата го блокира парламентот, а од понеделник ќе се знаат следните чекори на ВМРО ДПМН. Опозицијската партија чека одговор од премиерот за датум за лидерска средба, на која треба да се разговара за парламентарни избори. Ковачевски пак не е загрижен за блокадата и вели дека собранието функционирало. Спремен бил за лидерска средба, но не било време за избори.